Зголемувањата на инвестициите во одбраната за повеќе од двојно и случувањата во Украина и на Блискиот Исток се очекува да бидат главни прашања на дводневниот самит на НАТО, што почнува во Хаг. Александар Видиновски, снимателот Александар Марковски се тамо, се вклучуваме во живо вестите. Александар, во Холандија не е нормално и македонската делегација предводена од председателката Силјановски и шефот на дипломатијата Муцунски, но главна тема барем тука во земјава денеска е извештајот за Македонија, па најпрво да чуеме дали има некаква реакција или некаков коментар од македонската делегација таму. За тоа најдобро директно да го прашаме министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој е гостин во овие вести на Канал 5. Господине Муцунски, гласањето заврши, што ова реално значи за државата? Прво што би кажал е дека тоа што се случи денес во Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент е историски чин. Јасно определување на историскиот континуитет на македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Од друга страна, нема потреба од триумфализам или било каква прослава, бидејќи истиот овој документ ќе треба да биде сега предмет на гласање. Очекуваме во следните неколку недели пред пленарната седница на Европскиот парламент, но не можам да не кажам дека сметам дека денешниот ден е исклучително битен исчекор, бидејќи најмокното тело во делот на надворешната политика на Европскиот парламент, АФЕТ, комисијата, со мнозинство ја прифати содржината на овој извештај, каде што има јасно определени клучни точки кои што за нас како држава се многу значени, и тоа мнозинство е секако позитивен сигнал, позитивен исчекор. Ќе повторам, истовремено не треба да има триумфализам, треба да има работа, но морам да кажам дека се докажува повторно дека кога се имаат јасни позиции, кога застапувате принципи, нема битка или предизвик во меѓународните односи на кои што не може да имате соодветен исчекор кој што е во склад со реалноста која што имаме во државата и со сето она што ние како македонци го чувствуваме. Добро, во извештајот исто така се повика владата да ги спроведе уставните измени, да ги изгласа практично. Дали ваквото гласање на АФЕТ, ќе видиме што ќе се случува и потоа во Страсбург, дали тоа на некој начин може да биде некаква си гаранција светвитна за владата да тргне во тој процес? Сметаме дека, ќе повторам, денешниот ден е исчекор во вистинска насока, но ние како влада, како држава сме поставиле државни позиции по однос на ова прашање, а тоа е дека ние очекуваме јасни институционални гаранции за да имаме предвидлив пат напред кон европските интеграции. Тоа вклучува, меѓу другото, очигледни јасни индикатори од европските институции, но тоа истовремено вклучува и низа други фактори кои што за нас како држава и за нашата нација се значени. Например, ние не можеме да го негираме фактот дека во соседна Бугарија се уште постои тотална неискрена намера кон реализација, односно спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, односно директна, согласно став на една од клучните европски институции, тоа е ЕСЧП, директна и флагрантна повреда на малцински права на македонската заедница таму. Низ низата на диалогот, низ низата на разумни разговори, овие предизвици може да се надминат заеднички и затоа тоа што би кажале е дека очекуваме нашиот сосед, наместо да шири на вистина една непотребна омраза, наместо да шири една непотребна негација на македонскиот идентитет, треба да ја превземе исто така и одговорноста што таа го има кон регионалната стабилност, кон европските интеграции и заедно да седнеме и да разговараме, да ги надминеме сите овие предизвици кои што ги имаме. Имаше најави некакви за можност на бугарскиот премиер со македонската председателка. Се уште нема некаква потврда, вашите информации какви се, може ли да дојде воопшто за ваква средба на маргините овдека на самитот на Хаг? Јас навистина жалам што актуелната бугарска влада, па би рекол и европратениците денес по нивното дејствуваме, тоа што го гледаме во Брисел, влегуваат во рускиот наратив за дестабилизација на регионот на Западниот Балкан. На Западниот Балкан стабилноста, меѓу другото, најлесно ќе му се обезбеди преку известна европска интеграција на целиот регион. Сите овие постапки кои што ги гледаме во последните недели, во последните месеци, па и во последните денови, навлегуваат во еден наратив кој што има за цел да создаде дестабилизација на регионот на Западниот Балкан. Како можеме ние да ги надминуваме предизвиците и како можеме да работиме за стабилизација на Западниот Балкан? Секако преку диалог.
Жалам што по последните информации кои што ги имаме, веројатно тука во Хаг нема да има средба помеѓу претседателката и премиерот на Бугарија, но јавно ќе кажам, ние како влада сме подготвени за средби и нудиме средби на секој ниво. Председател со председател, премиер со премиер, министер за надворешни работи со министер за надворешни работи и така и ќе продолжиме да се однесуваме. Добро, и последно прашање, една од главните теми овдека на самитот ќе биде околу трошењето на НАТО и барањето за тие 5%. Каков е ставот на македонската влада, дали ќе го поддржите ваквиот план до 2035 година, чинам беше, да одвојуваме 5%? Тоа е план за кој што се очекува консензус во следните денови тука на самитот во Хаг и нашите граѓани сигурен сум дека следат на вистина колку е волатилна генералната геополитичка состојба во светот, посебно од безбедносна гледна точка. Не се само случувањата тука помеѓу Украина и Русија, но тука зборуваме за состојбата во Блискиот Исток, па до некој степен и состојбата во Индо-Пацификот и затоа ние имаме обврска како кредибилна членка на Алијансата да инвестираме во процесот на така наречено одвраќање. За да имате сериозни инвестиции во одвраќањето, вие морате да инвестирате прво во модернизација на армијата, во модернизација на различни капацитети и инфраструктурни и во делот на сајберот, но исто така и во соодветна инвестиција во индустриализацијата. Тоа значи инвестирање во нови капацитети домашни, наши македонски за производство. И во таа насока токму овие одлуки ќе ги поддржиме на овој самит и очекуваме консензус да се постигне веќе утре тука во Хаг. Господин Мецунски, благодарам. Благодарам и на вас. Така, кажавме примарната цел зашто се екипата на Калапет овдека во Хаг, а тоа е самитот на НАТО. Главните случувања практично ќе бидат во текот на утрешниот ден, тогаш ќе има и тие брифинци со македонска делегација и сите средби, па ќе треба да ги видиме и заклучоците. Тема број 1 секако е финансирањето кое што земјите членки треба да го одвојуваат од својот БДП за НАТО, нели до сега беше 2%, барањето на американскиот претседател Трамп, кој што добива поширока поддршка од другите земји членки, е тоа да биде 5%, тоа секако ќе биде постепено. Слушнавме дека Македонија ќе го поддржи овој план, меѓутоа се зборува и за војната во Украина и покрај тоа најавите беа дека ова нема да биде толку добар самит за Украина, сепак се случи нешто што помалку или повеќе и го се очекуваше, а тоа е дека НАТО уште еднаш ја афирмираше својата поддршка за Украина, определена е нова финансиска помош вредна десетици милиарди евро. Ова денеска го кажа генералниот секретар Руте на пресконференцијата со Зеленски. За почеток можеме да ги погледнеме овие изјави. I made yesterday an announcement that European and Canadian allies have now pledged more than 35 billion euros in support for Ukraine, which is more than last year, because last year, for the full year, it was over 50 billion. Now, before the 1st of July, it is already 35 billion. So we can safely assume that for the full year, it will be more than last year. So everybody is very motivated. Please understand that. I hear from all the allies to keep you strong, to keep you in the fight, and to bring this terrible war to a durable and lasting peace. We still need air defense, and we still have support on this direction from the partners, and really count on continuation, and also co-production and big military support that you said about it. Thank you so much, 35+. So this is very important things, very important signals. Овие моменти и треба и македонската претседателка да стигне овдека во Хаг. Според тоа што го информира од нејзиниот кабинет, предвидена е вечервата да биде дел од приемот кај холандскиот крал Александар, а изјавата која што и брифингот што ќе го направи со македонските новинари ќе биде во текот на утрешниот ден. Ние секако ќе останеме и ќе ги пренесеме сите информации. За накрај уште 30 секунди тоа што можеби од новинарски аспект е многу интересно, а тоа се воредно високите безбедносни мерки што се овдека во Хаг. Практично во текот на целата ноќ ги слушавме борбените авиони на НАТО кои што го надлетуваат просторот на плажите на Шевенинген, кои што најчесто има бродови во овој дел туристички, сега се полни со фрегати на НАТО. Практично сите улици во градот се затворени, а тоа е се со цел високите делегации да бидат колку што е можно побезбедни во вакви кризни моменти. Секако тука е буквално целиот светски политички врв кога станува збор за земјите членки на НАТО. Сега треба за час
месец или два од сега најавено е да дојде американскиот претседател Доналд Трамп, кој што утре ќе има и пресконференција, е предвидено да даде изјава на така наречениот дорстеп утрото негде околу 9 часот. Да повторам, Канал 5 останува овдека во Холандија во Хаг, очекувате јавување и во текот на денешниот ден, секако и во текот на утрешниот ден со сите информации. Канал 5 во живо од Хаг за самитот на НАТО. Александар, ви благодарам.